Антикорупционерите го чешлаат имотот на првиот вице-премиер и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби. Предметот го оформиле пред 10 дена, па додека не го завршат нема да изнесат никакви детали во јавноста. Оттаму посочуваат дека предметот е отворен, откако во јавноста излегоа наводи за несразмерно зголемување на неговиот имот и на имотот на членовите на неговото семејство. За Артан Груби, значи по тие наводи што се слушнати по медиумиве, имаме отворени предмети, имаме и по пријава за сличните наводи, така да се работи која ќе бидат прибарени сите информации, ќе излеземе со одлука во јавната седница. Опозицијата и денеска ги повика обвинителството и владата да не ги премолчуваат наводите кои со денови ги објавуваат. Пратеникот Миле Левков ги повика институциите по итна постапка да испитаат како може братот на Артан Груби да се стекне со луксузен деловен простор во строгиот центар на Скопје од 127 метри квадратни, а истиот да е платен само 100.000 евра. Според ова, произлегува дека метар квадратен семејството Груби платиле за само 700 евра, а реалната цена е над 3.000 евра. Граѓаните во Скопје за 700 евра по метар квадратен не можат да купат ниту гаража, а не пак супер луксузен локал. Груби преку собраниската говорница само посочи дека единствената партија со признание за криминал од страна на поранешни високи функционери е ВМРО ДПМН. Деловниот простор, според вице-премиерот, бил купен за 5 пати пониска цена од она што опозицијата го обвинува, зашто пратеникот Левков обвини дека или братот на вице-премиерот платил повеќе ново кеш, со што избегната обврска, истиот да го докажува потеклото на парите, или Груби ја злоупотребил функцијата и влијаел за на некој начин да изврши притисок врз сопственикот на локалот.